Почитувани мој добар ден, почнуваме со црвена линија. Помалку од еден месец откако стана председател, Доналд Трамп ја смени американската политика кон војна во Украина, завршувајќи ја кампањата за изолација на Москва со телефонски повик до рускиот председател Владимир Путин. Разговорите меѓу високи американски и руски представници во Саудитска Арабија, без Европската Унија и Украина, ја разбрануваа светската јавност, незадоволна што две држави сакаат да ја имаат диригентската палка во своји раце за конфликтот во Украина. Макрон свика конференција во Париз, Австралија, Германија и Велика Британија изјавија поддршка за Зеленски, иако од американскиот председател беше наречен диктатор кој нема доверба кај украинските граѓани ни 4%. По 3 години војната што започна како голема битка за ослободување од руската агресија полека, но сигурно се трансформира во капитулација на Киев, која поддржувачите ја премолчуваат и се плашат да ја кажат гласно. Додека Европската Унија покажува немоќ, дали Доналд Трамп ќе донесе мир во светот? Ова е денешното прашање упатено до сите вас во ова издание на Црвена линија. Уште едно прашање анкетно кое што можете да го одговорите доколку го заследите нашиот профил Црвена линија и секако профилот на Телма телевизија каде што е објавена анкетата. Денес Црвена линија Инстаграмџе ги прашувам: можеше ли војната во Украина да се избегне? Имате две опции за одговор: да, не. Кликнете како и секогаш на вашиот одговор и секако во проценти ќе ги соопштиме резултатите кон крајот на ова издание. А сега во продолжение, пред да почнеме дискусијата со вас, да го погледнеме и прилогот на Игор Треков. Белата куќа инсистира дека сите опции се на масата кога станува збор за преговорите за примирие, но на неа нема место за најзасегнатата страна. Вчерашната посета на специјалниот пратеник на Трамп Кит Келог од украинската страна може да се оквалификува како утешителна, затоа што настаните надвор од Украина ја направија за доцнета и непотребна. Доволен показател за тоа беше откажувањето на планираната пресконференција по средбата на Келог со Зеленски. Официјално објаснување немаше, освен признанието од украинците дека американците во последен момент побарале таа да не се одржи. Од своја страна, по огорчените изјави од почетокот на неделата, денеска Зеленски се обиде да звучи како оптимист. Потрібні сильні угоди з Америкою, угоди, які справді спрацюють. Я доручив працювати швидко і дуже виважено. Економіка і безпека завжди мають йти поруч. І деталі угод мають значення. Чим краще прописані деталі, тим більше результат. Опциите на украинскиот председател брзо поцрвенуваат една по друга. Единствениот пат до преговарачката маса води преку Европа, која американците не се заинтересирани ниту да ја консултираат. Кабинетите на европските лидери постојано ја бараат Белата куќа и по сите љубезни одбивања единствени кои добија покана лично да се видат со Трамп се британскиот премиер и францускиот председател. Од се останато може да се заклучи дека Вашингтон намерно ја игнорира Европската Унија, освен кога станува збор за воведувањето царини на европски производи. Знаејќи го сето тоа, Макрон, кој ќе биде првиот европски лидер што ќе го посети Вашингтон, планира да го подсети Трамп дека американските интереси се сосема идентични со европските. La deuxième chose, je veux dire, si tu laisses l'Ukraine prise, la Russie, elle sera inarrêtable pour les Européens, pour tous. Mais elle sera non seulement encore plus forte, elle continue d'investir, mais elle va récupérer l'Ukraine et son armée, qui est une des plus grandes d'Europe, avec tous nos équipements, y compris les équipements américains. C'est une faute stratégique, énorme. Низата на вредливи и подценувачки изјави од Вашингтон за Украина продолжува. Советникот за национална безбедност Майк Волц пред американските новинари рече дека Трамп е многу разочаран од Зеленски. Тој веќе претходно на украинскиот председател му порача да престане да ги навредува САД и да го прифати понудениот договор за ретките метали. There are tremendous resources there. Not only is that long-term security for Ukraine, not only do we help them grow the pie with investments, but we do have an obligation to the American taxpayer in helping them recoup the hundreds of billions that have occurred.
Изјавите на најблиските соработници на Трамп посочуваат дека американскиот претседател го гледа Зеленски како пречка за постигнување на мировен договор во Украина. Уште позагрижувачки за остатокот од светот е тоа што САД се чини се повеќе ја заземаат руската страна. Последниот доказ за тоа дојде откако САД се спротивставија во нацрт верзијата на заедничката изјава на Г7 по повод 3-годишнината од војната во Украина да стои фразата руска агресија. Драги мои, сега е време да ве слушнеме вас. Ке посетам дека Црвена линија денес прашува додека Европската унија покажува немок, дали Доналд Трамп според вас ке донесе мир во светот? Секако можеше ли и војната во Украина да се избегне според вас? Ова се централни прашања во Црвена линија и верувам дека како и во секој издание ќе ве има во огромен број. Доволно е да се заврти нашиот добро познат број 02307-005 и една молба од технички аспект. Секако веднаш намалите го тонот на ТВ приемникот. Јас и вие зборуваме исклучиво телефонски. Ако сте подготвени, време е да ги слушнеме и првите одговори од вас во ова денешно издание. Добар ден. Поздрав. Поздрав. Конечно една тема од надворешна политика, топ тема и треба да се дискутира на тоа. Веднаш одговор на вашето прашање. Може ли Доналд Трамп да донесе мир? А кој друг може да донесе мир? Европска унија, што го поддржува овој неонацистички режим во Украина, тие ли ќе донесат мир? Тие само ја продолжуваат војната до бескрај, до последен украинец. Тоа им беше политиката. Па и до вчерашната американска администрација. До последен украинец. Тоа им беше намерата. Значи, само Доналд Трамп и нова администрација во Америка ќе го реши проблемот, како што рече, за 24 часа. Ќе завршат војната. И второто прашање на Инстаграм. Па дали можеше да се избегне? Па и тоа како можеше да се избегне? Кога почнаа оние преговори во Турција, каде беше, заборев во кој град, меѓутоа во Турција, во Истанбул, колку што се сеќам, се сретна руски официјални лица и од Украина. Се договорија, се подадоа рака, значи да се избегне војна, да се почитуваат минските спогодби. Меѓутоа, се јави Западот, неонацистички, фашистички, им забранија на украинците да поништат сето тоа и настана војна. Мораше Русија да се одбрани. Сега тоа беше стратегија на Западот и Западна Европа и па и поранешната американска администрација. Да се совлада Русија, да ја клекнат на колена, да ја поробат. И мораше да се брани. Тоа беше предизвикана војна. Па и овој Зеленски, Доналд Трамп вика за него. Тој е диктатор. Тој не е легитимен. Нема избори. Нема одржано избори. Поздрав, пријатно. Поздрав, благодарам за учеството. Со вашите одговори ја започнуваме денешната дискусија и секако ве покануваме сите, па дури оние кои што еве досега не се вклучиле во контактната емисија Црвена линија. Добар ден. Ало, добар ден. Голем поздрав. Може ли Доналд Трамп да донесе мир во светот? Може ли? Мир и во Украина. Доналд Трамп може да донесе мир во Украина само ако ако не се меша Европа во неговите планови. Затоа што на Европа и одговара да има некаде војна тука, за да си го трошат оружјето и не ги уопште интересира дали ќе гинат невини луѓе или нема да гинат невини луѓе. Тука не е важно тоа. Важно големите сили управуваат со малите народи. И кога сакат и дека сакат ќе отворат војна. И за тоа треба многу пажливо да се работе и Доналд Трамп, ако сака, ќе донесе мир. И она врана на враната очи не си вадат, али Америка е многу јака сила и она може да диктира како да биде свето. И затоа може да диктира и на Европа да си затворат устите и да ги сопрат снабдувањето на Зеленски со оружје и да се донесе мир за тај народ тамо што живее и што умира секој ден. Не е работата само да се освојат територии, работата дали ќе има и луѓе во тие територии. Значи, важно е да се сопре војната секаде, било кај и да се
Благодарам за одговорите, за учеството и напомена за останатите. Внимавајте, тајмерот одбројува 90 секунди за едно вклучување. Сега, ако сте сите добре дојдени, доколку сакате нови 90 секунди, повторно да го завртите нашиот број. Добар ден. Ало, добар ден. Веднаш голема молба до вас, намалете го целосно тонот на ТВ приемникот. Ало? Дали го намаливме тонот? Готово. Сега. Ве молам, тоа е многу важно. Ало? Добар ден, во црвена линија сте, повелете. Сакам да разговарам во однос на темава. Така, може ли Доналд Трамп да донесе мир? Доналд Трамп може секако да донесе мир, бидејќи малите, бидејќи Зеленски беше многу закачен. Русија не се обидуваше, беше мирна долго време и не го чепкаше. Украина ја предизвикуваше и како го предизвикуваше. Токму затоа верувам дека ќе постигне Доналд Трамп мир, за да се докаже на Украина кај е местото. Не знае Крајна кај е местото. Крајна се вика не дирај лава док спава. Ајде, според вас можеше, дали се исклучи гледачката, добро покуса од предвиденото, но сосем јасна. И уште една напомена, секако ќе ни биде драго оние кои што може би ви е полесно нели да се изразувате преку коментари и употреба на нели социјалните медиуми, заследете Црвена линија пред се на Facebook, како и профилот на Телма телевизија, каде што секојдневно ги објавуваме темите за кои што зборуваме со вас, па така и денес на профилот и на Црвена линија и на Телма телевизија објавено е прашањето кое што упатено и до оние кои што не гледаат во живо. А тоа е ЕУ покажува немоќ. Може ли Трамп да донесе мир? Пишувајте коментари, еве ни пристигнуваат и првите, секако ќе бидат читани меѓу вклучување на гледачи. Ајде одиме со уште еден гледач, а потоа и со првите коментари под нашата објава. Добар ден. Ајде поштовање, госпожа Тина. Голем поздрав и до вас. Може ли Доналд Трамп според вас еве да донесе мир? Ке кажеме за тоа, само стрпление. Значи вака, Америка е зло на човечанството без кое не се може. Сила е. Дали ќе донесе мир? Ќе донесе мир. Ама дебело ќе го наплати од Украина. Што му каже пред 2-3 дена тој представник? Тие што ми требаат материјали таму да работат моите фабриканти, ќе ги дадеш, ќе попушти Зеленски. И територија една третина, петина, како доаѓа Донец, Лугански, тие 4 области ќе му се земи, ќе го стимнат од власт, референдум, нови избори, ќе отиде Зеленски. Ама ќе отиде со не знам колку милиарди во джебот. Значи, тој е голем ајдок испадна. А за мир ќе донесе. Сега, малце за Македонија. Да искористиме ние тој вакуум дојка ваму Зеленски. Можеме ние, чим Америка е со нас, да речеме под наводници, уставо да не го гибниме, името да си го вратиме, тие договори што е со Грција да се поништи, ранковниот пред 24 години да се поништи. Зашто? Затоа што не се 20% албанците, од 18% не се, јас гарантирам. Еве во однос на темата исто многу важно. Можеше ли, дали ме слушате? Не ме слушате. Дали можеше според вас војната во Украина воопшто да се избегне? Не требаше да почне. Што сака тој? Не требаше да почне војната. Благодарам за одговорите и секако подсетување ве молам да се држиме до темата, особено за оние кои што можеби подосна се вклучија за да ја следат Црвена линија, за да преку јавувањата и одговорите не се добија впечаток дека за нешто друго зборуваме. А всушност денес зборуваме за следново. Додека Европската унија покажува немоќ, дали според вас Доналд Трамп може да донесе мир и дали според вас можеше да се избегне војната во Украина. Добар ден. Ало, добар ден. Па да ве слушнеме и на оваа тема, господине Љупчо. Па видете, Трамп ја почне и Трамп ќе ја затвори војната во Украина. Да, мислам дека прво треба се сетиме како се почна.
Ние забораваме дека се почна од Мајдан, площадот, протестите, демонстрациите, тепањето, па тие како ги вика баракудите, тие црните. И после тоа почна реваншизмот. Иначе за повеќето луѓе не знаат што е приказката. Приказката ви е Хрватска и Србија 41 година. Исто се случува сега во Украина. Повторно оживување на некои стари рани од минатото, кои сега се ги дигна, ги вратива. Значи, односот е тој, Хрватска и Србија, само во руска режија. Тоа е една работа. Втората работа, не треба да заборавиме дека десантите ги направи Русија врз Украина, не направи Украина врз Русија десанти. Од кои причини? Затоа што овој Путин кажа дека Украина е вештачка творевина, како тврдат бугарите дека ние Македонија сме вештачка творевина. И сега ние поддржуваме, за жал, таква идеја, сакам да прашам. Па добро бе, луѓе, како размислувате? На крај крајева, Украина е првата и единствената држава што ни помогна во 2001 година, кога сите други гледаат се, па и Русија. Па Русија. Тврдењето на Русија е дека Украина е вештачка творевина. Тврди ли истото Бугарија дека сме ние вештачка творевина или Титова творевина? Има некоја разлика во тоа? Сакам да ве прашам, продолжете понатака да поддржувате Русија. Благодарам за одговорите. Ајде да слушаме преку коментари, односно да ви прочитам што одговорија Кристијан Вангеловски со неговиот коментар. Ке започнеме. Значи на Facebook ве подсетувам, пишувајте коментари, сега кои споделувајте, прашуваме и тука, може ли Трамп да донесе мир? Според господинот Вангеловски, еве какви одговори даде. Овие што се јавуваат и викаат нацистички режим, од кај се толку запознаени? Нели до вчера Америка ви беа фашисти? Благодарам многу за одговорот, господине Вангеловски, тоа што не следите. А ние продолжуваме со вклучување на гледачи во живо. Подсетувам, пишувајте коментари, ќе ги читаме меѓу вклучување гледачи. Добар ден! Добар ден и убав ден! Најубав ден и вам. Дали според вас Доналд Трамп може да донесе мир? Але още ние пензионерите, за sve сме експерти, господице. За sve сме стручнаци. Има си политичари кои ги избраа да водат политиката, бе. Па не ли се срамеме секојдневно, бе, ние политика водеме, бе. Ти ми одели сигурни симе, бе, да место матиката фанеме, ние сите станаме политичари, бе. Па не ли се срама секојдневно, бе, а експерти за сите области. Речи му се да ми одели како е матиката, тврда и рачката. Па срамота е, бе, секојдневно кошницата ни била скапа, некој од небо ки ни фрла на нас, лежи небо да те јадам. Работа си му доведе у тај комунистичен систем, капиталистички, мора да работеме, господице. 79 години су ја, 17.000 динари имам, 1.500 трошам, 15.000 секој месец на страна сам. Само ти лукче, кромиче, лекичка, сите мои прекрамирате што ми требат. Не, овие секојдневно со мобили, со пакла цигаре. Не биваме, човече. Ајде да ми одговорите само на ова, ве молам. Дали според вас, еве лично, што мислите, можеше ли да се избегне војната во Украина? Имате експерти, што сме не сме глупаци за лични интереси, да сме популарни, да се јаваме секој ден. Срамота и гравата е, бе. Жал мој што не слушат децата, бе. Нас уопшто не ни е жал што ве слушнавме и сега ако сметате дека не треба да учествувате во вакви емисии, секако сте охрабрени да не се јавите, но ни е драго што сакаме да слушнеме одговори на денешните прашања. Секако светската геополитичка сцена е исклучително важна, нели, за светот, па така верувам и дека секој од вас има одговор на моменталните случувања. А црвена линија денес конкретно прашува: може ли Трамп според вас да донесе мир и дали можеше воопшто да се избегне војната во Украина? Добар ден. Добар ден, Тинче. Баба Руска, од кога не сме ве слушнале? Добри ли сте? Баба Руска беше малку нејавна, сега е поарна. Сега е поарна, да сте ми здрави и живи. Може ли Доналд Трамп според вас да донесе мир? Јас мислам дека може, ако се прекине оружје да му се дава на Зеленски. Со голи раце он не може да се боре.
Они го направија, они да го запрат војната. И сум сигурна дека ќе ја запре. Само ако оружјето прекине. А Еленски треба да одговара за тој свет тамо што го стави у црна земја. Колку луѓе они сепа, колку закопа млади деца, трудни мајки, со трудноќа. Не може, модно се потресувам за тоа кога зборам. Затоа треба он да одговара за тој што направил за земјава и да се прекине веќе тоа. Кога неќе да иде со брат, му иде со Европска унија. Што е Европска унија? Му дава оружје за тепа народ. Толку е лесно. Вистина е зелен у главата. И правилно му стајано името. Не многу се нервирам, не знам што да кажам веќе дури. А можеше ли да се избегне војната во Украина? Па можеше, како не, ама ако не се праќа со оружје. Ама се праќа со оружје. Тука сега кој е кривецот, нека кажат и други. Благодарам, еве што сте ми пред добро, ни е драго. И благодарам за одговорите. Имаме и коментар, ќе ве потсетам секако коментари и објави може да имате и на профилот на Телма телевизија на Facebook и таму секако ќе ја постираме преку фотографија или темата за која зборуваме со вас. И на денешното прашање, додека Европската унија покажува немок дали Доналд Трамп ќе донесе мир во светот, Илија Лазаревски го напишал следното: каков мир од лице кое јавно искажа аспирации кон Канада, Гренланд, Панамски канал. Украина му е модел, тест за подоцна светскиот полицаец Америка да се ги реализира територијалните аспирации. Благодарам, господин Лазаревски, за коментарот. Одиме со вас во живо. Добар ден. Добар ден и убав ден. Најубав ден и вам. Може ли Трамп да донесе мир во светот? Не верувам. Порано верував, сега веќе не верувам, затоа што многу му се големи апетитите на господинот Трамп. Таката, еве гледајте што се случува, значи веќе Европа е навредена, што се случува со Макрон, Макрон и он почне веќе да се заканува, пошто нормално сега секој си го брани својот интегритет. Трамп се со закани исто, значи го условува Зеленски, 50% ако ми дадеш од ресурсите, што му треба тоа, она, добро, а ако не, па добро. Значи толку милиарди, 300 и колку милиарди се дадоа за таа Украина, за да се уништи народ. Значи, живи суштества, мислам, ова е невидена срамота. Со тие милиарди без светот ќе немаше бездомници. Америка има некои 20 таму милиони колку има само бездомници. Значи, не Америка само богата и само не знам убавата праше, таму тие луѓе како живеат. И сега Трамп што сака дојде одма со учени. Пред тоа исто овој му даваше, исто од интерес му беше Бајден. Мислеше за да земе таму што земеше ресурсите, што беа на син му, се знаеше војната, зашто се водеше. Украина не војува НАТО, Америка со Русија. И сега да бидеме на чисто. Еве сега и веќе реагира и Европа. И ќе реагира. Значи не може само една држава која се рачуна светска сила Америка, па тука и Кина. Чекајте да видиме каква не може Трамп све да одлучи. Значи он може да одлучи ако му ги дадат апетитите што ги сака, ако го удоволат тоа што сака да и на, онда може тогаш да направи. Благодарам многу за учеството во Црвена линија. Останете со нас за да слушнете и другите гледачи какви одговори ќе дадат на денешното прашање дали според вас Доналд Трамп може да донесе мир. Добар ден. Добар ден. Повелете. Благодарам. Па вака, најпосле ќе кажам, него прво ќе кажам Зеленски бил глумец. А Доналд Трамп што бил? Доналд Трамп не бил глумец и тоа во специфични емисии, филмови. А и приватно бил прељубник. Бил сокрен љубовник. И сега, барем тоа Зеленски не бил. Ако бил глумец, бил нешто друго. Бил слуга на народот, глумел. А овој што глумел? Каде е сега поголема тежината? На честноста. Да не правиме такви споредби. Дотолку повеќе, човекот има 80 години. Што може да направи? Трета светска војна, ништо друго не може да направи. Трамп нема никош да донесе мир. А нашиот премиер отиде таму на конзервативците да им помогне да ги отворат конзервите или да ги затворат. Или да не им вари во пилата, пошто беше електромоторна,
а он е инженер по електромашинство, да им помогне. Случајно да не треба да смени батеријата. На што личи ова што се случува во светот? А многу ми е мака што ние се мешаме и што не ни е местото. Како мала земја, како неразвиена. Ова денеска што го видовме на медиумите е катастрофа. Значи Трамп ќе донесе трета светска војна и ништо друго. Ова е страшно. Светот мора да се подигне. Политичарите во Европа мора да стават прст на чело и да размислат. Што прави Трамп? Па подобро Зеленски да преговара сам со Путин, не му треба Америка. Мислам дека подобро ќе се разберат. Благодарам за вашите одговори. Ве префрлам повторно на Фейсбук, пристигаат коментари и една многу важна напомена која што важи секако и за она кога нели во живо се вклучувате во Црвена линија. Со оглед на тоа што сме емисија наменета за целата публика, а секој од вас има можност во 90 секунди да го каже својот став, да ги даде одговорите. Јас ве замолувам да внимаваме на реториката. Тоа значи да не се користи говор на омраза, говор кој што алудира на насилство, да се избегнат вулгаризми и секако да нема употреба на навредливи зборови. Исто ова правило важи, се разбира, и за Фейсбук, со оглед на тоа што навистина секој од вас кој што ќе напише коментар, сакаме да го споделиме со гледачите, со јавноста, но доколку постои таква реторика, нема да можеме да го сториме тоа. Продолжуваме, поточно да речам, со коментарот на Кети Георгеска, која што напишала: Европската Унија треба да му подклекне на Трамп, диктаторот да легне на брашно, за Трамп да донесе мир. Благодарам, Кети, вам за коментарот. Продолжете да пишувате, ќе читаме. Добар ден за следниот гледач или можеби гледачка. Добар ден. Ако може да се доискажам. Ма секако, повелете. Значи, збориме за кој е диктатор, кој е глумец и така натака. Дали Трамп може да донесе мир, еве, според вас? Кажав јас, се произнесов. Значи, јас се произнесов, само реков да се доискажам. Значи, 2014 се спомна Мајдан. Како дојдеа на власт овие сега што се на власт Зеленски и неговата гарнитура? Со крвав пуч на Мајдан, 2014 година. Загина еден куп луѓе. Тоа можеме да го споредиме со наше во собрание, која се гласаше, наводно се гласало за промена на власта. Тоа е истото тоа. Нелегитимно, без избори, дојдоа на власт со крвав пуч. Тоа е број 1. Број 2. Во Одеса, живи, собрани во црква, запалени десетици, а можеби и стотина руси, запалени, живи, изгорени. Тогаш, 2014. Црквата, руска, во Украина, беше забранета и се уште е забранета. Не може вероисповест да се проповеда таму. А таму се све руски делови. Значи, Луганск, Донецк и Запорожје и така натака. Целиот тој источен дел на Украина. Се е тоа руски дел. 90% се руси таму кои што живеат. Така да, споредбата дека Украина ни помогнала, да, точно, ама кој беше тогаш на власт? Зеленски ли беше на власт тогаш кога ни помогна во војната, господине? Демагог. Зеленски ли беше на власт? Беше, не знам, кој друг? Кој беше во склоп, во истија линија со Русија? Значи, не беше тој толку. Благодарам за второто учество. И ме подсетувам, внимавајте само за тајмерот, 90 секунди одбројува и продолжуваме со вас. Добар ден. Добар ден, се слушаме. Да, се слушаме, повелете. Вака би рекла доста сериозна тема, денеска ве гледав дори Михаил Рокас, евроамбасадорот во Македонија, мислам покажа загрижено за целата ситуација воопшто, нели како Европа ќе се носи со ова. Значи, така еден бурен период. Сега би рекла треба да сватиме дека Трамп може, збориме затоа што Европа до сега не покажа, ќе кажам, интерес. Значи, сега ќе кажеме вака, значи идејата што даде Трамп на Зеленски, што е точно,
А договорот е Зеленски да прифати нели мир со Русија, што би требало сите да донесе нели добри за Европа, принципно пошто Европа не се граничи со Русија, не кажете во Америка, дека договорот е овој како ќе го споделат нели со Кипар. Турција нели го освои еден дел од Кипар и сега нели Грција не го признава, но нели Турција си го користи. Ми се знаеме дека Грција нема да врати северниот дел на Кипар. Така и овде беше мислам предлогот од Трамп е добар, збориме политика, што вака му речен Зеленски. Значи војната ќе заврши, ти не ги признаваш нели овие 120 км и 20% до кај што ги зема Русија. Значи нема да ги признава, сака да каже дека нема да ги врати. Значи исто како Кипарскиот договор меѓу Грција и Турција, мислам многу слично е. Тоа е добро, збориме за мир, така да Зеленски не мора да го призна, збориме Украина и сега така да Зеленски нели веќе знаете нелегитимен е. Он треба да распише избори. Тука ќе видиме дека всушност и украинскиот народ треба да се кажа дека он не е со Зеленски, зашто Зеленски не распише нели избори. Дека му помина толку нели мандатот што му е за председател. Значи се плаши. А Европа збориме сакаше само да ги земе преку Украина да искористи ресурсите на Русија. Сакате, а всушност не сака Русија. Значи збориме на бившите советски републики. Немаше да застане тука Европа со Украина, значи и Казахстан и други има таму заедно, а Европа нема природни ресурси. Така, внимавајте на тајмерот. Добар ден. Добар ден и поздрав. Голем поздрав. Може ли Доналд Трамп еве според вас да донесе мир? Па според неговите први потези очекувано се гледа дека човекот е за мир да се направи во светот. Да се војните што помало да се намалат сите војни. Јас верувам во тој човек дека ќе се потруди да го донесе мирот во светот. Исто така сметам дека ќе му помогне на путима. Во право е тој мојот што говори, што рече дека цела источна Украина се руси таму. А во западниот дел на Украина покрај русите така некои украинци исти како русите живее и келтско население. Келти, тоа ретко кој го знае. И тие беа поврзани со тоа против русите. Јас не го обожавам многу Путина, да ви кажам право, ама за некој работи во право е заради тоа што Украина е руска работа. Понатака сакам, значи за Трамп да речат друго, дека ќе го донесе мирот, но само кај нас во Македонија нема на одредени групи да му го донесе умот. Кој? Внимавајте на тајмерот, уште едно подсетување. Благодарам за вашето учество. Добар ден. Здраво. Здраво. Може ли Трамп да донесе мир во светот? Не. Не може да донесе мир ни најмалку. Значи, ова е само, како да ти кажам, ова е еден тайм-аут да убоксам нешко, кога е некој боксер но нокдаун и кога му бројат, нели, до 10 и после тоа продолжава дале мечот. Така да Западот е многу истоштен од оваа руско-украинска војна, многу е истоштен. И финансиски, и морално, и во оружје, и во сите тие работи е истоштен. Сега да се паметни кинезите и русите заедно со заеднички сили може да здрват Америка, да го дотераат паметот до немајкаде. Значи, Америка сега не е толку моќна, а Европа си го покажа своето, биде како уплашени фаци има дури овој Рохас, до вчера удараше у маса тука за све едно нешто што ќе решеше да направи. Мора, ултимативно, вие мора вака да направите, ја како што ќе кажам. Денеска го гледам око корени очите, тобанки направени, зашто? Затоа што е уплашен. Има многу позадина зад нив, опашки зад нив имаат. Опашките ние ги знаеме многу добро, ги осетивме на наша кожа како држава, како нација. И тоа багички. Па сега, види, им пројде тоа време, Америка гледа да добие на време. Она е у нокдаун, не се брои сега. Не се брои, значи она сега гледа да се свести каде е, што е. Ти гледала бокс меч, барем еднаш у живот, знаеш како изгледа кој е боксер у нокдаун, тоа е Америка. Се плаши многу од овие две сили, многу се плаши
и мислам дека нема да му дозволат да се излече од нокдаунот. Поздрав, пријатно. Поздрав, благодарам за одговорите. Одиме на Фейсбук. Пристигаат коментари. Одиме со коментарот на Винг Чун. Војните може да се избегнат колку што индустријата за оружје сака да има мир. Сите председатели во светот се наместени од центри на моќта, а изборите се чиста фарса. Украинците, бранејки се од русите, мечката ги изеде пастирот. А Миленко Тодески напишал: секогаш големите сили го прават поредокот на светот, така ќе биде и сега. Благодарам за учеството, за коментарите. Одиме со вклучување гледачи во живо. Добар ден. Ало, добар ден. Да се доискажам. Да се доискажам. Ги слушам, ми враќаат онако. Ај вака сега да ги подсетам. А кој му го прави ова протестиве на Вучич во Србија, сакам да прашам дали ќе кажат пријателиве. Гледате, Вучич малце мрдна према западот, купи од французите авиони, сакаше со Германија да постигне договор за литиумот, гледате русите одма каква сопка му прават. Дали, еве, вие сте новинари, дали некој западен политичар го осуди Вучич за неговото однесување во врска со студентите? Се гледа од каде дува ветерот. Втора една работа, ние поддржуваме ново прекројување на границите на начинот со употреба на сила. Што значи тоа? Да утре секој што е посилен од тебе може да дојде да ти ја земе територијата и да ти каже да ти анексира, како што го направи тоа, да не кажем, Западот со Косово и анексираше дел на Србија. Сега тоа истото го направи Путин со Украина и го зема прво Крим со договор, па сега му влезе под изговор дека ги штити русите во Украина и им го земи сочи од најбогатиот дел каде што се рудните богатства, јагленот и се останатото. Што е следно, сакам да прашам? Кој е следниот што ќе се анексира? Кина ќе го анексира сега Тајван, 100% најверојатно по таа филозофија, затоа што така почуе ланецот. И третата работа, што е четвртата, живееме од западните кредити, а навиваме за русите, што никогаш во животот не ни помогнале, дури ни ја загорчили иднината. Па да се вратиме ајде од Букурешкиот договор, каде била тогаш Русија да не дозволи поделба на територија? Благодарам за второто јавување. Добар ден. Добар ден и убав ден. Убав ден и вам. Трамп може ли да донесе мир? Ви благодарам што ме уклучивте и ве поздравувам. Вака, господо, ги слушам сите јавувачи, мои колеги кои се јавуваме на телевизијиве и сите знаеме. Дали знаете дека Трамп и Путин што се? Браќа. Едниот е белата мечка, а другиот е црната мечка. То значи веле сили светски. Знаете едно, дека тие се најдобрите пријатели. Кој успеат Путин да го седне да разговор за примирие, за договор да се помират? Бре, луѓе. Трамп ќе донесе мир, а ќе си го реализира салдото негово за Република за САД, односно за Соединените американски држави. Тие вложиле 200 милиарди долари, не ќе му земат ресурсите на Украина. Ќе го слушаме премиерот или председателот Зеленски, глумецот, кој што не дораснал за еден политичар. Такви политичари, такви земји, пример треба да имаме и ние и сите политичари како треба да ја водат политиката, затоа што имаме сега нови освојување на граници и територии. Јас тврдам дека Трамп и Путин ќе најдат заеднички јазик и дека Русија ќе си се што има земено со војна ќе го присвои за себе, а Трамп ќе си ја наплати се она што му го должи. Благодарам за учеството. Имаме и коментар на Фейсбук од господинот Мишко Мишовски, кој што напишал: Трамп ќе донесе мир само ради една единствена причина, а тоа е да може Соединетите американски држави да ги користат ресурсите и природните богатства со кои располага Украина. Секако дека ова ќе оди во рацете на најмокната компанија на светот, BlackRock, и такви како неа, со цел да се зајакне доларот и да се води економска војна помеѓу Америка и Кина. Од друга страна, Европската Унија останува понастрана од целиот овој процес и повеќе нема да имаат клучната одлука за развојот на украинската ситуација. Се извинувам, само ради тоа што Трамп во Европската Унија гледа конкурента и сака да ја ослаби економски Европската Унија, за да доминира со светот.
Но работите во Европската Унија не се како што беа пред 2-3 години. Европа е економски ослабната ради војната во Украина и давањето на поддршка на истата. Како некој кој живее на Запад, се повеќе и повеќе се чувствува револт, како некој кој живее на Запад, се повеќе и повеќе се чувствува револт во Европската Унија на давањето на поддршка на Украина, кои директно одат од буџетите и парите на граѓаните без никаква конкретна стратегија и кон одење на мир и ставање крај на оваа војна. Клучни ќе бидат изборите во Германија наскоро, кои ќе одредат каде и како ќе се позиционира Европската Унија кон Украина. Се е бизнис и договор, а Трамп како чист бизнисмен се раководи стрикно од бизнис договори и профит. На сето ова, он само гледа како повеќе пари да слее во Соединетите Американски држави. Благодарам многу за коментарот, господине Мишовски, и благодарам што не следите и од надвор. Добар ден. Добар ден. Повелете малку погласно, ќе ве замолам. Па, доволно гласен сум. Одлично, повелете. Па, мене ми се чини, Трамп нема да се замеша во оваа војна. Значи, не ради нешто, не сака да се чачка со Путин. Тука е цела работа. Од и Трамп планира нешто околу каналот, околу Панамскиот канал, околу Гренланд, беше ми се чини, сака да му го земи на Данска. И Трамп планира некои работи, така, матни работи да направи. Меѓутоа, и не сака нормално таму да му се меша некој. Украина се покажа доста јака и не е мала држава. Значи има над 40 милиони жители, така да сега рудни богатство има, борбата е за рудно богатство, меѓутоа Русија е сепак голема, силно е, а взема и од Северна Кореја зема војска. Војници од Северна Кореја, така да... А можеше ли според вас воопшто и да се избегне војната во Украина? Можеше ли да се избегне војната во Украина? Па можда можеше да се избегне, ама бидна. Тоа е, војната е во тек. И ќе тера. Нема да, не знам како ќе престани, мора да престани. Благодарам за учеството. Нале да се сторите, така се вика профилот кој што еве каков коментар има напишано. Трамп би можел да ги повлече американските безбедносни гаранции од земјите кои го блокираат секој потенцијален мировен договор со Украина или дури и целосно да излезе од НАТО. Тој смета дека сојузот е застарен и непотребен за безбедноста на Соединетите Американски држави, предупредува Пајн. Трамп предходно 2 пати размислуваше да го напушти НАТО. Сега извештаите сугерираат дека тој би можел да го намали присуството на американски војници во Европа за 20.000, па дури и 50.000, ако Велика Британија и Европската Унија се мешаат во неговите планови, додава Пајн. Благодарам и вам за коментарот. Добар ден. Добар ден, ако сум на линија. Да, повелете. Благодарам. Па вака, прво да бидеме оригинални. Трамп ќе помогне за да се дојде до мир. Затоа сам Трамп не може. Мора да се сложа русите, мора да сложат украинците, значи тоа и орово трио. Значи, а тоа ќе го направи само заради неговите средства кои ги има вложено во таа војна, на културен начин да се ги провати. Он направи договор за да добие ресурси, а пари ако бара од Украина нема никогаш да ги доби. А вака со ресурси ќе си го наплати долгот и ќе биде и волкот сит, значи и еса под чист. Сега, овде кад за мене, значи војнава немаше да биде, немаше потреба да биде, ако претходно русите преговараа, бараа од Украина, значи да му се даде правата на рускиот народ кој што живее во тие покрајни, биејќи се мнозинство, значи имаа право на свој мајчин јазик, на свое школување, на своја територија, значи да бидат дел од Украина, но да ги имаат сите права. А што направија, да речеме, раководството на Украина? Прво не му дозволуваше да зборува на руски јазик, не му дозволуваше да се школува
значи на руски јазик. Не му дозволуваше значи никакви права. Црквата му е укина во сите делови на Украина, а како? Значи најболното прашање е религијата, ако се чепне тогаш народот одма се крева. Затоа значи дојде до ово и ми се чини дека. Благодарам за одговорот. Сега повторно ќе ве префрлам на Facebook. Еве еден интересен коментар од госпоѓа Маре Гугова, која што напишала: јас се чудам како досега не поставивте тема од квантната физика. Секако, доколку е актуелно нешто и врзано за квантна физика ќе поставиме. И еве да го дочитаме секако при ова коментарот. Вели: зошто тука баба Роска и тетка Фимка се на свој терен и ќе добиете најрелевантни размислувања. А за глобалната геополитика е тука поголеми експерти од нашите 75 годишници нема, кои не знаеки што со себе цел ден вртат по ваквите емисии, кои не знам зошто служат, освен телевизиите, да си ја пополнат програмата. Жал ми е, госпоѓа Гугова, што еве издвоивте време за да ги скритикувате оние кои што се активни учесници во Црвена линија, ама и ние како Црвена линија секако го цениме вашето мислење и сме ви благодарни што одвоивте време и еве го пополнивте просторот на Facebook со вашиот коментар. Ќе ни биде задоволство секако и во живо да ве слушнеме. Секако не зборуваме само за геополитика, туку зборуваме и за општествени и социјални теми, кои што и такако, верувам, ги засегаат граѓаните. Благодарам уште еднаш. Добар ден. Добар ден. Ало? Ве слушаме, во Црвена линија сте. Вака, во врска со ова што зборуваме за помеѓу Трамп и Путин, треба да разбереме едно нешто, дека ние сме луѓе кои само можеме да коментираме и да зборуваме за високи политики, а тие политики се многу комплексни и такви држави кои што имат такви лидери не водат политика кои што мислиме ние. Тука не се работи само за конфликт во Украина. Украина е средина или граница каде што се водат и други конфликти. Ако погледаме на север и на другата страна, Путин води војна како православец и против оние кои што од другата страна се католици. Затоа што гледаме дека сите држави кои што се вплетени на страна на Украина имат католички вероисповести, додека Путин од другата страна е единствениот човек кој брани таа бариера помеѓу православието. Ако ги погледаме украинците од порано во време на Втората светска војна, тие секогаш го застапувале тој нацизам и таа страна, левата да кажеме, а десната страна многу послабо. Да не зборуваме за нивните шизматици кои што ги напаѓа црквите, треба да погледате малку и на YouTube. Благодарам за учеството, за тоа што еве ги споделивте вашите размислувања со гледачите. Напоменам, внимавајте на тајмерот. Еве уште еден коментар од Целе Алексов, кој што напишал: нема да може затоа што Западот му се сојузници, а друга работа е ке треба Трамп да ја поништи и црната листа на Америка. Драгица Вукашиновска напишала: може Трамп се, а оној жонглерот од циркус сака представи да прави кој ти помага денес без интерес, што мислеше Украина, така ќе и помагаат од љубов. Сали Османи напишал: за мене ќе донесе, за други не знам. Благодарам за коментарите. Добар ден. Добар ден, ако сам јас на линија. Да, повелете. Вака, ги слушам луѓето, различни коментари од своја гледна точка. Некои са во право, некои не. Ајде погледнеме малку поширока линијата овде. За разговор са потребни двојца со ладни глави. За кавга исто са потребни најмалку двојца со усијани глави. И за љубов са потребни најмалку двојца или двое. Кога ќе се измеша некој трет или четврт во тоа, ќе дојде до каша попара. Мир можен ли е? Можен е мир. Погледајте го составот на преговарачите на Трамп. Тоа се војни ветерани, генерали, политичари.
Огледайте го составот на разговори, тимовите на разговори од Путин, советници за безбедност, министри за надворешни работи. Дајте да им дадеме на луѓето шанса да го решат мирот. И Македонија ќе добие тоа. Не ни треба веќе крвопролевање. Ќе имаме и газ, ќе имаме проток на роба, капитал, на луѓе, на тоа ќе донесе за цел свет добробит. Благодарам пријатно. Ви благодариме и ние за одговорите. Повторно ве префрлам на Facebook. Благодарам и тука што навистина сте супер активни, слободно ќе кажам, и пристигаат многу коментари. Дени Митов напишал: здраво почитувана Тина, здраво господине Митов. Драги дами и господа, сведоци сме на историски настани и редефинирање на светот во негативен контекст за жал. Ова што го видовме во Ријад, всушност беше тоа договарање помеѓу Америка и Русија за територии и ресурси. Ништо повеќе. Украина е колатерална штета. Ви се чинили дека и војната во Украина можеше да се избегне и дали според вас Трамп може да донесе мир? Добар ден. Помешно јас? Да, ве слушаме, повелете. Браво. Поздрав до сите украинки и шагајки. Благодарам. Треба да бидеме малку принципијални. Ние имаме една дама што сгреши химната да пее и не се лутаме. Хрватска сгреши една пеачка да сгреше химната и не ја пуштава никоја телевизија. Пријатно. Благодарам. Црвена линија и понатаму прашува дали според вас може Трамп да донесе мир и дали според вас можеше да се избегне војната во Украина. Добар ден. Ало. Добар ден. Ало. Ве слушаме, повелете. Добар ден. Добар ден, во црвена линија сте. Да, овдека баба Фимка. Повелете, може... Беме кажани тамо со баба Роска и баба Фимка. Ама ти знаеш, баба Фимка многу не се јавила, неколку пати сум се јавила. Да сте ми здрави и живи, ајде да преминеме на главното. Дали Трамп може според вас да донесе мир? Абре, дете, кам да донесе мир, да има у цела земја само мир да има, убавини. Само тоа, секој сме за мир. Така ли е? Биди ми поздравена, мислам, не сме ние толку досадни со баба Роска, да не се секира толку за нас. Не, благодарам многу. Биди ми поздравена, се најдобро. Се најдобро и секако не дозволувам, ниту пак како редакција дозволуваме било каква осуда за гледачите по основ на нивната возраст, ниту пак да ги критикуваме нивните капацитети за што и кој може да зборува. Така да, добре дојдени се сите, а и тие кои што секако имаат некаква замерка, го цениме и вашето мислење, ќе го споделиме, се додека во вокабуларот, односно во речникот, нема вулгарности, пцости, навреди и секако не говор на омраза и насилство. Времето дојде да ги соопштиме и резултатите од Instagram Story анкетата. Секако неминовно е да ве потсетам да не заборавите да не заследите на Instagram, доколку не следите и веќе од понеделник активно да учествувате во новата анкета таму. Инаку анкетите се објавуваат на профилот и на Црвена линија и секако на профилот на Телма телевизија. А на прашањето можеше ли војната во Украина да се избегне, со да одговорија 76%, со не одговорија 24%. Време да ги погледнеме рекламите и повторно ќе се сретнеме по нив во студија. Благодарам многу и за денешното издание на Црвена линија, за активното учество и останува да ви посакам пријатен викенд, а како сојузник, за да ви биде добро, ја имате и програмата на Телма телевизија. Се гледаме во понеделник.